Добар ден! Се наоѓаме во училница. На овој час ќе работиме за множење и делење на дробки. Цели на часот се да пресметаш производ на цел број дробка, да одредиш дел од цело, да пресметаш производ на две дробки, да пресметаш количник на дробка и цел број, да одредиш количник на две дробки. Множење цел број со дробка. Ќе го разгледаме преку пример. Ана купила 4 траки за завеса, секоја трака е со должина 2/3 од метерот. Колкава е вкупната должина на купената трака? 4 траки, секоја по 2/3, добиваме производ на овие величини. Множењето е всушност представува краток запис на операцијата собирање. Односно, може да го разгледаме како на 4 места ја собираме дробката 2/3. Знаеме дека собирањето на дробките се врши на тој начин што именителите на дробките мора да бидат еднакви и при тоа ги собираме само броителите. На тој начин го добиваме решението 8/3, бидејќи е неправилна дробка, ја претвараме во мешан број. Добиваме 2,2. Ана купила 2,2 од метерот. Множење цел број со дробка. Всушност, производот на цел број А и дадена дробка Б врз С е дробка чијшто броител е производ на цел број и броителот на дадената дробка, а именителот останува ист. Представување дел од целина. Ќе го разгледаме преку пример 2. Во една чинија има 12 бомбони. 3/4 од бомбоните се чоколадни. Колку бомбони се чоколадни во чинијата? При пресметувањето на дел од целина, зборот од означува операција множење. На тој начин задачата ќе ја решиме како 12 бомбони по 3/4 од нив, ја применуваме постапката на множење, односно целиот број 12 го множиме со броителот 3 и при тоа именителот го препишуваме. Добиваме всушност резултат 9, односно во чинијата има 9 чоколадни бомбони. Множење дробка со дробка. Пример 3. Джизела обоила 4/5 од еден правоаголник со жолта боја. Од жолто обоениот дел Ива обоила 2/3 со црвена боја. Кој дел од правоаголникот го обоила Ива? И овде имаме од 4/5 бараме дел 2/3, што значи дека ја применуваме операцијата множење. Множењето на дробка со дробка се врши на тој начин што броителите се множат посебно, именителите се множат посебно. Односно 4 по 2 добиваме 8 и 5 по 3 добиваме 15. Ива обоила 8/15 од правоаголникот. Производ на две дробки е дробка чијшто броител е производ од броителите на дробките, а именителот е производ од именителите на дробките. Еве неколку задачи за вежби. Задача 1. 2,4. Два бројот се множи со 4, бидејќи е 4 броител, а именителот 7 се останува исти. Добиваме 8/7, односно неправилна дробка, која ја претвараме во мешан број, односно 1,1. 2/5 од 17. И овде применуваме множење. 2/5 по 17 добиваме 34 врз 5, односно неправилната дробка ја претвараме во мешан број и добиваме 6,4. Задача 3. 2,3 по 8/5. Дробката 2,3 е мешан број. Мора да ја претвориме во неправилна дробка, за да може да продолжиме со решавањето на задачата, односно со множењето.
2,3 тоа се 11 четвртини по 8 петини. Бидејќи имаме тука можност да скратиме, ќе ги скратиме множителите, за да ја намалеме вредноста на дробката, добиваме 22 врз 5, односно 4,2 петини. Делење цел број со дробка. Ќе го разгледаме преку пример 4. Колку вкупно третини има во 4 цели? Задачата може да ја решиме на два начина. Решение 1, значи 4 треба да го поделиме со третина да видиме колку такви делови има. Ако размислиме дека во едно цело има 3 третини, а во 4 такви цели ќе имам 4 по 3, односно 12 третини. Преку решение 2 ќе се обидеме на поинаков начин да го решиме делењето. Еве го истиот пример. 4 поделено со 1 третина. 4 бројот го препишуваме. Операцијата делење преминува во операција множење, а на дробката 1 третина ја бараме нејзината реципрочна вредност, односно реципрочна дробка. Тоа значи дека местата на именителот и броителот ќе се заменат. И место 1 третина добиваме нејзина реципрочна дробка 3 врз 7. Применуваме множење, 4 по 3 е 12 врз 7, тоа е 12. Односно во 4 цели добиваме 12 третини. Еве го правилото за делење на цел број со дробка. Цел број се дели со дробка така што бројот го множиме со реципрочната дробка на дадената дробка. Реципрочната дробка се добива кога броителот и именителот на дробката ќе си ги заменат местата. Делење дробка со дробка. И овде го применуваме истото правило како во претходниот пример, односно, за да поделиме две дробки, првата дробка се препишува, 3 осмини ја препишуваме, делење операцијата преминува во множење и ја бараме реципрочната дробка на дробката 2 петини, односно тоа е дробката 5 половини. Множењето го продолжува, именител со именител, броител со броител. 3 по 5 е 15, 8 по 2 е 16. Значи добиваме дека резултатот од ова делење е 15/16. Значи, количникот на две дробки е еднаков на производот од деленикот и реципрочната дробка на делителот. Еве неколку примери за вежби. Задача 1. 5 поделено со 1/7. Како во претходното објаснување, добиваме 5 по 1/7 бараме реципрочна вредност, тоа е 7 врз 7, односно 5 по 7 е 35. Пример, задача 2, односно 2,2 делено со 1,1 петина. Во овој пример, задачите двата броја, односно двете дробки се мешани броеви, што значи прво, за да решиме, мора да ги претвориме во неправилни дробки. 2,2 ја добиваме дробката 8 третини, 1,1 петина ја добиваме дробката 6 петини. Операцијата делење преминува во множење. Првата дробка се препишува множење и реципрочна вредност на втората дробка, односно место 6 петини добиваме 5 шестини. Применуваме множење именител со именител и множење на броител со броител и при тоа на крај добиваме 2,2 кога неправилната дробка ќе ја претвориме во мешан број. Задача 3. 8 деветини поделено со 4. Односно во овој случај имаме дробка делено со цел број.
Исто како и претходните примери. Првата дробка 8 деветини се препишува. Операцијата делење преминува во множење, а на бројот 4 ја бараме реципрочната вредност, односно тоа е 1/4. Множиме именител со именител, броител со броител, доколку може да скратиме, ќе скратиме, во овој случај е скратено, 8 поделено со 4, добиваме 2 и останува 9 именител. За крај домашна работа, имате 4 задачи зададено, за да може да пробате да ги решите сами. Задача 1, 12 под 3/4, под Б, 3 поделено со 3/5. Задача 2, 3/8 од бројот 20, под Б, 15/16 поделено со 5. Задача 3, 2,1/4 по 3,2. Задача Б, 3,3/4 поделени со 1,2. Задача 4. Кој број треба да се помножи со бројот 5 деветини за да се добие бројот 7,1. Ви благодарам за вниманието.